Денес тука во Струмица сме заради проектот e-engagement. Проектот e-engagement го организираме ние, односно Младински сојуз. Поддршка за овој проект ни се фондацијата Е-Македонија и нашите локални партнери од Струмица, односно Младински совет. Нова работилница, всушност на овој проект работиме веќе втора година. Минатата година спроведовме 4 работилници во 4 градови. Оваа година решивме да ја подигнеме малку на повисоко ниво самата работа, односно да опатиме што е можно повеќе млади во 12 градови низ Македонија. Ова ни е предпоследна работилница, уште следниот викенд сме само во Штип и веќе ја подготвуваме завршната конференција од проектот, која што ќе се одржи на 12 во Скопје во центар. Целта ни е електронско ангажирање на младите, односно како младите да научат да ги користат новите дигитални алатки кои што ни се многу присутни во нашето секојдневие и кои што исклучително многу ги користиме. Меѓутоа не ги користиме на начин да се подобриме себе си, односно јас зборувам во името на младите, и не ги користиме да го подобриме општеството кое што не обкружува. Значи наша цел овде не е ние да им ги промовираме на младите Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, туку да им помогнеме на младите, односно да ги фасилитираме кон патот како да ги искористат тие дигитални алатки за да се подобрат себе си, своето лично CV, да најдат подобра работа во иднина и нели кога веќе ќе се подобрат себе си да може да преминат на едно повисоко ниво, односно да ги подобрат работите кои што ги обкружуваат. На почетокот на секоја работилница до сега правиме брейнсторминг во одредениот град да видиме кои се работите таму младите што ги засегаат. Не мора да се проблеми, значи може да се работи кои што сакаат да ги подобрат, да ги намалат или слично. И понатаму се делиме во групи и работиме со секоја група на различна работа. Ние сме тука, јас и Анелија како тим од Младински сојуз и имаме двајца тренери, односно тренер за социјални вештини кој што ги опушта малку младите, им помага да ја стекнат повторно самодовербата и имаме тренер за дигитални вештини кој што им помага да ги решат конкретните проблеми со помош на сите дигитални алатки. Значи не само оние што се комерцијалните како Facebook, Twitter и YouTube, туку сите и останати алатки кои што ги имаме, меѓутоа не ги користиме. Интернетот е многу моќна алатка, како што знаеме, меѓутоа ние не го користиме ни 10% потенцијалот кој што го нуди интернетот. Целта на оваа работилница, како што кажав, е електронско ангажирање на младите. Се надеваме дека следната година ќе продолжиме исто така на едно повисоко ниво. Можам да кажам дека до сега присуствувавме и на градови кои што не се толкави општини како Струмица, туку градови како Свети Николе, како Крушево, како Делчево, каде што младите всушност го бараат излезот во странство. Меѓутоа се изненадивме дека не идовме на толков голем број на млади кои што се вољни да останат во општината и да работат на неа, а не само да го бараат спасот во поголемите општини и во странство.